Што го врти градот? Добре дојдовте во оваа наша прва анкета на прва скопска телевизија. Навистина сум пресреќен дека имаме можност да го слушнеме размислувањето на нашиот народ. Што би направил ти ако дознаеш дека твојот пријател е Homo sapiens? Ако дознаеш дека твојот пријател, конкретно дечково, е Homo sapiens, што би направил? Ако вашиот пријател дознаете дека е Homo sapiens, како вие би изреагирали? И што би направил ако дознаеш дека твојот пријател е Homo sapiens? Што сакам да те прашам? Дали доаѓаат тука јавни личности, пејачи, глумци да купуваат од кај тебе? Не. Зашто? Не знам. Се срамат или? Не знам. Не знаеш, а? А колку години имаш? 17. 17. Мажена си? Не. Добро. Што е тоа Homo sapiens, не? А тебе те прашам, дали знаеш што е Homo sapiens? Не, ја знам, бра, што е тоа? Како Homo sapiens? Ако е Homo sapiens, знаеш ли што е тоа? Не знам. Не знаеш што е Homo sapiens? Не знам. Не, а? Знаете што е Homo sapiens? Да. Што е? Не знам. Па, нема. Така. Добро, пример, хипотетички правиме моабет. Ако дознаеш дека твојот пријател е Homo sapiens, како ти би изреагирал? Може ќе избегнувам од него. Одиш во школа? Не. Зашто не? Завршив. Што заврши? Средно. Каква средно? Сладкарка. Како? Сладкарка. А сладкарка, како се викаше средната школа? Лазар Танев. А, Лазар Танев, добро, добро. Да? Да. Дали ти знаеш што значи Homo sapiens? Не. Е, пак, зошто тогаш би го избегнувал? Што мислиш дека е Homo sapiens? Дека не Дека си? ге. Геј? Да. Значи, мислиш дека Homo sapiens е геј? А што би направил ти ако дознаеш дека твојот пријател е хомосексуалец? Ќе го утепам. Зошто? Па не треба да е тако. Не сакаш геј луѓе? Не сакам. Не е дека не сакам. Секој си има свое право. Ама како мене, како другар, не треба да постави тоа, сваќаш? Мислиш дека ќе ти се пушти ако е геј? Да, па нормално. Не знам за тоа. Не знам. Не знаеш, а? Не знам. Би зборувал со него? Би се дружил? Не. Не поддржуваш такви работи. А како би изреагирале ако тој е геј? Не знам. Не го знаете. А, сега не го знаете. Кажи ми каков е животот тука? Многу У ГГ, брат, добро у ГГ. Да. А животот во Македонија? бомба. Фул, брат. Работи, јади, пи, шетај, тоа ти е све, брат. Се заработували убаво? Фала му на Бога, Фала Бога, брат. за да се преживее има. Значи, ние сме сиромашен народ. Социјални дава 6.000 за 4 члена. Како издржувате со тие пари? Што ќе правиме со тие пари? Дали да јадеме? Струјата ни доаѓа 17.000. Од кај да плакаме ми? Илјадарка како 100 динара е, брат. Еве еден апел да дареме до сите нели надлежни органи да ви помогнат. Па да ни помогнат. Да ни помогнат, а не да ни дадат. Продава денес како ќе продава, ќе земе 100 динари, што ќе прави со тие 100 динари? Ништо. Значи ништо. Идете таму, Сарај, таму има поголеми. Живи и здрави, ај посакам среќа. Сакам да ви поставам едно прашање. Ако утре ве ставиме за премиер на Македонија, какви промени би направиле вие? Не знам, тоа не сме учени. Не сте учени. Кажам ти да сум ја премиер. Не, што би Све ајдуците со колти надвор. Да, така. Ако ме ставите мене премиер, за сите луѓе ќе дам нека едат, нека пијат секој ден. Од каде пари? Има ли пари во нашиот Има, буџет? како нема буџетот? Буџетот е полн, ама викаат дека е празен. Чичко, одите таму кај ти. Не сум ја чичка, јас сум младич. Според вас, кој е поглавен во бракот, мажот или жената? Мислам дека мажот. Зошто? Зашто е главен на куќата. Да. Слушај, уште едно многу важно прашање. Кој е поглавен во бракот, мажот или жената? Жената? Зашто? Па жената е како? Жената те пере, жената те облекува, жената те спрема, жената значи ти дава. Што ти дава? Знаеш? Не знам. Триаголник. А кој повеќе изневерува, мажот или жената? Жената. Зошто? Па така треба да слуша мажот. Чекај се, не те разбирам. Мажот да слуша како? Па треба жената да го слуша мажот, не жената да го слуша мажот. Интересен одговор, браво, браво. Според тебе, кој повеќе изневерува во бракот, мажот или жената? Па жената. Зашто? Па жената иде да работи божемски и си ја става ташната. На работа како си иде? Со ташта. Облечена како човек, а не да иде до Некако животро. не да иде до тука кога ќе се наведне, позади му се гледа. Да, и шо се? После тој другиот колегата
Полека бе колешке малце вака. И ќе потфати. Па е така иде таа работа. Треба жената да те слуша. А и жената треба ти да го слушаш малку. Да. Муабити што треба не за да ја слушаш. Се е компромис. Ја. Да. Значи наш заклучок жените да не изверуваат повеќе, така? Повеќе да не извинуваат, зашто многу деца се прават. Кажи ми, ако на планетава, како се викаше нашава планета? Не знам за тоа. Планетава не се викаше ЗЗ? Скопје. Сега Скопје планетава. Знаеш што ме интересира? Ако земјотрес, ако на планетава наша земја се вика земјотрес, како би се викало земјотрес пример на Меркур? Не знам, брат. Тресавина. Тресавина! Кура. Ајде, се гледаме. Ако земјотрес се вика на земјата, планетава наша земја, се вика земја, така? Се вика земјотрес. Како би се викало земјотрес на Меркур? На Мерку земјотрес. Меркур, Стрес. Сега што сакам да те прашам. Ако на нашава земја, планета, се вика ова земјотрес, ако има појава земјотрес, како би се викал земјотресот на Меркур? Тоа прашај го стариот. На Меркур како би се викал земјотресот? Не знам. Меркур трес? Меркур мислам. Меркур, да. Ако земјотрес има на Меркур, како би се викал тогаш земјотресот на Меркур? Меркур трес, како би се викал? Земјотрес. Одличен одговор, браво. Ти посакувам многу среќа и верувам дека ќе ви се подобрат ситуациите. Ајде! Нашата планета дефинитивно не се вика Скопје, но за некој можеби Скопје е планета. Сепак Скопје е нашиот главен град и нашиот најубав град. Така да уживајте со целата програма на Прва Скопска телевизија. Ние се гледаме во некое наредно вакво забавно анкетно издание.